Сите корисници на старосна, семејна и инвалидска пензија во износ од 10.870 денари од 1 јануари имаат право на бесплатно болничко лекување, информираат од Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Ова право може да го користат околу 120.000 пензионери што земаат подпросечна пензија, а партиципацијата за нивното болничко лекување ќе ја покрива Министерството за здравство. За таа намена од буџетот на Република Македонија се одвоени 37 милиони денари. Одлуката е веќе објавена во службен весник и е стапена во сила, а Министерството за здравство ги информира сите јавни здравствени установи и приватни кои имаат склучен договор со фондот за лимитот од 10.870 денари до кој важи услугата. Значи од денеска Фондот за здравствено осигурување воведе нова мерка, а тоа е за сите корисници на пензија, дали ќе биде тоа старосна, инвалидска или семејна пензија, и кои што износите до 10.870 денари, се ослободени од партиципација во лекување во болничките здравствени установи. Со тоа доста и се олеснува на пензионерите кои ќе дојдат во ситуација да бидат болнички третирани. Целокупната партиципација ја превзема Министерството за здравство. Значи, оној дел што треба да го платат како партиципација за болничко лекување, ќе го покрие Министерството за здравство. Од Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија истакнуваат дека пензионерите се презадоволни од новата мера на владата, со која покрај бесплатното користење на јавниот градски превоз и можноста за бесплатна банјска рекреација, им се овозможува бесплатно болничко лекување. Како здружение, од владата се бараше да одобри бесплатно здравство за сите пензионери со над 65 години старост, но оваа мерка е многу подобра од бараната. Со оваа мерка се опфатени 120.000 пензионери, а доколку се усвоеше барањето, бенефит ќе имаа само околу 30.000.